Денеска православната црква ги празнува светиот Гаврил Велички и светиот Ахил епископ Лариски. Светиот Гаврил епископ Велички. Мијалче, подоц на Гаврил Светогорец епископ Велички, се родил на 10 март 1926 година во Штип, од православни родители Методий, подоц на монах Кирил, и Гора Парнаџиеви. Основно образование, потоа и гимназија завршил во родниот град. Уште како млад се одликувал со посебна кроткост и послушност. Потоа се запишал на Академијата за ликовни уметности во Белград. По дипломирањето во 1955-та, 4-5 години работел како професор по уметност и историја на уметноста во гимназијата и учителската школа Гоце Делчев во Штип. Покрај работата во училиштето, Мијалче заедно со својот татко Методий работел и како скулптор. Во 1963-та заминал на Светагора. За неговиот престој таму директно добил благослов од игуманијата на Светагора Пресвета Богородица. Бил замонашен во грчкиот манастир Свети Апостол Павле со монашкото име Гаврил. Сето време додека престојувал на Светагора, избегнувал контакти со луѓе. Меѓутоа неговиот престој таму не траел долго, морал да се врати во својата родна земја. Никогаш не му давал одмор на своето тело, речиси никогаш не спиел, а и кога спиел секогаш лежал на земја или на тврда рогозина. Иако многу строго постел и бил многу слаб, поседувал голема виталност и енергија. Редовно ги служел сите богослужби во манастирот и непрестајно се трудел во подвигот на умно-срдечната молитва. Тишината и самотијата биле негови постојани сотрудници, затоа и често ги користел двете ближни пештери. Од Бог добил дар на прозорливост и чудотворство. Во 1981 на 28 август на празникот Успение на Пресвета Богородица, од Синодот на Македонската православна црква бил унапреден во архимандрит, а поточно една година бил хиротонисан за епископ со титула Велички. Иако од секогаш копнел и прибегнувал кон тихување, сепак од послушание прифатил да биде хиротонисан за епископ. Си ја предвидел својата смрт и самиот си отслужил 40 за упокоени литургии. На 12 јануари 1990 со Евангелието, кое постојано го читал, и со крстот на гради, а во раката бројаница, мирно му ја предал својата душа на Бога. Бил погребан за олтарниот дел на манастирот покрај својот телесен татко и духовен син, отец Кирил. Спаси Поющ ти,
Ротитися от святия Богородиці і присно Деві Марії, непреложно во человечі вися, распнися же Христе Боже, смертію смерть поправи, един си святия Троїці, спрославляємі Отцу і Святому Духу, спаси Светиот Ахил епископ Лариски. Овој голем јерарх и чудотворец бил роден во Кападокија. Учествувал на првиот Вселенски собор, на кој ги посрамил еретиците и како со својата ученост, така и со светоста предизвикал големо восхитување. Земајки еден камен, Ахил им довикнал на ариевците: ако е Христос создание Божјо, како што вие велите, кажете од овој камен нека потече елеј. Еретиците молчели и се чуделе на таквиот повик на светиот Ахил. Тогаш светителот пак рекол: а ако е синот Божји, рамен на Отецот, како што ние веруваме, нека потече елеј од овој камен. И елејот на вистина потекол на восхитување на сите. Светиот Ахил се упокоил мирно во Лариса во 330 година. Самуил, царот македонски, кога ја освоил Тесалија, ги пренел моштите на светиот Ахил во Преспа, на островот во езерото, кој се нарече и ден денес се вика Ахил или Ахил. Достойно ест Јаково истину, блажити тя Богородицу, присно блаженую и пренепорочную, и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тя Благослови